Усвојувањето на законот за јазиците се одвиваше дивјачки, насилнички, надвор од стандардите за демократска земја која се стреми да биде дел од европското семејство. Лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски порачува дека најголемата опозицијска партија не е против примена на јазиците на етничките заедници, но дека тоа мора да биде направено во процедура во која ќе бидат почитувани и уставот и законите. Токму затоа објасни поднеле кривична пријава против учесниците во ова злодело. Понесовме кривични пријави против луѓето кои што се соучесници во ова злодело и насилство врз уставот и законите и парламентарните процедури. За жал, се случи да пред време господинот Кекеновски, професорот Кекеновски поднесе практично преставка во Уставниот суд за оценка на уставноста на законот за јазиците. Опозицијскиот лидер истакна дека всушност СДСМ и ДУИ тргуваат со гласовите на втората најголема етничка заедница во земјата пред претседателските избори, што е неприфатливо, додавајќи дека овој закон, доколку се суди согласно правото во Македонија, треба да биде отфрлен. Ги повикуваме и уставните суди, обвинителството и судството да постапат според законите и уставот во оваа држава, а они знаат ако постапат според законите и уставот како треба да донесат одлука. Инаку вице-премиерот за европски прашања Бујар Османи денеска одржа координативен состанок за, како што е соопштено, следење и известување за текот на имплементацијата на законот за употреба на јазиците. За координацијата на која беа присутни само функционери албанци, Алфа не беше соодветно известена, па се чини дека за истата знаеле само одбрани медиуми чија уредувачка политика е померка на вице-премиерот. Според известувањето од средбата, планот за имплементација на законот за употреба на јазици се очекува да биде разгледан на првата наредна владина седница, а Османи рече дека не е толку важно колку ќе чини имплементацијата на законот, туку главно било дека без разлика на цената, државата ќе треба да им го гарантира ова, како што рече, фундаментално право на граѓаните да се обраќаат на мајчиниот јазик.